Добро, уште едно прашање. Со оглед на тоа што вчера Мак Петрол објави дека цената на гасот за февруари е 40% пониска од онаа за јануари, па прашањето ми е дали сметате вие лично дека ЕСМ направи добра сделка, дали не беше избрзана одлуката да се потпише на месечно ниво договор по фиксна цена од 98 евра, кога на бирза е далеку пониска? Добра соработка неверојатно имате со колегите. Значи ви ги дават нивните прашања што сакат да ги постават, но нема проблем. Ние сме отворени како и секогаш да одговараме транспарентно, отворено за сите прашања. Секако дека за мене, како министер за економија, а убеден сум дека и за целата влада, најважно од све е да ја поттикнеме конкурентноста. Да не дозволуваме во одредени сектори да имат монопол, како што претhodно беше во делот на снабдување со природен газ. Колку што сум информиран, ЕСМ објавил јавен повик за снабдување со природен газ за месец февруари. Имало две понудувачи, од кои мислам дека не бил Мак Петрол. Во случај да имат подобри цени, подобри услови, ги повикувам секогаш да учествуваат и секако дека тој што има најниска цена, дава подобри услови, тоа и законски мора, значи, тој да ја добие тој повик и редовно да ги снабдува потребите на ЕСМ и тоа што ги снабдува ЕСМ продажба како носител на лиценца за снабдување со природен газ. Благодарам. Колеги, дали имате дополнителни прашања? Иле? Огнен. Огнен Телема телевизија. Министре, со оглед дека на секоја пресконференција алудирате дека прашањата што ги очекувате од мене или мојата колешка ги поставуваат други колеги, време е да престанете затоа што е крајно безобразно и вашите коментари се крајно безобразни, не се на место. И да имаме соработка, тоа е наша работа, како што вие имате соработка со Ковачевски и тоа е ваша работа. Еве конкретно прашање. Зошто плаќаме поскапо? Вака. Во тоа што одговараме ние, тоа одговорност е наша. Вие не сте тука повикани да давате коментари, да поставувате прашања. Ако мислите дека на прес-центарот би може да давате коментари, тогаш можете тоа да го направите во вашите емисии, и вие лично, и вашите колеги, да ги повикате тие луѓе што сакате да ги прашате и после тука да дебатирате. Мислам дека не е ни местото за да се дебатира, местото е за поставување прашање, а нашо е да одговориме и начинот како сакаме да одговориме.